Добар ден, дневник на К3. 6-годишно дете денеска напладне загина откако беше згмечено од лифт во семејна зграда на 3-та македонска ударна бригада. Според првичните информации, детето било само во лифтот кога се случила несреќата. Тоа од непознати причини ја заглавило раката и лифтот го згмечил. Од итната медицинска помош вела дека детето имало повреда на главата. Екипите на територијална противпожарна единица го извадија безживотното тело на детето, а екипи на СВР Куманово и брза помош излегоа на терен. Истрагата допрва ќе ги утврдува причините за несреќата. Жител на кумановското село Белјановце синоќа прегазил 3 лица со возилото кое го управувал Мерцедес C200. Прегазени се двајца сопружници и нивното малолетно 4-годишно дете, кое со мајката во критична состојба биле пренесени во ургентниот центар и на детска хирургија на Скопскиот клинички центар. Според информациите од билтенот на Министерството за внатрешни работи на 25 јуни 2016 година во 22 часот и 30 минути во полициска станица Куманово, 23-годишна жителка на кумановското село Белјановце пријавила дека по кратка расправија на улицата Борис Кидрич кај јавната здравствена установа Уред во Куманово, физички ги нападнале 3 лица и им го оштетиле возилото. По извршениот увид на местото на настаното страна на јавното обвинителство при општинско јавно обвинителство Куманово и увидна екипа при СВР Куманово, било констатирано дека на 25 јуни 2016 околу 22 часот и 30 минути по претходна расправија со 36 годишниот СА во Куманово, БИ, управувајќи патничко моторно возило марка Мерцедес C200, заедно со сопатниците, неговиот брат БИ и ТД, со предниот десен дел од возилото намерно ги удрил лицата СА, неговата сопруга МК и нивниот 4-годишен син. Пошто од страна на итната медицинска помош, СА е пренесен во медицински центар Куманово, додека мајката и детето, како итни случаи со возило на итната медицинска помош, се пренесени на детска хирургија и на клиничкиот центар Мајка Тереза Скопје. Трите лица дошле во СВР Куманово, каде по извршениот распит двајцата браќа се задржани, а ТД е ослободена. СВР Куманово презема мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Дирекцијата за заштита и спасување согласно Законот за заштита и спасување и Законот за шумите презема мерки и активности за превентивно делување во врска со заштитата од можни шумски пожари и други пожари на отворен простор во наредниот период. Согласно тоа упатуваат апел до граѓаните да внимаваат при палење оган на отворено. За поуспешна заштита од настанување на евентуални пожари, Дирекцијата за заштита и спасување известува дека со зголемување на надворешните температури и настапување на сушниот период е зголемена и опасноста од настанување на шумски пожари и други пожари на отворен простор и дека ваквата состојба наложува поголема будност на сите граѓани и субјекти во заштитата од пожари. Како неопходни мерки за намалување на опасноста од настанување на шумски и други пожари на отворен простор, Дирекцијата за заштита и спасување ги посочува следниве предупредувања до сите граѓани на Република Македонија: да не се пали оган во шуми на отворен простор и на необезбедени места, да не се палат стрништа, меѓу и други површини, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат остатоци од цигари, земјоделската и друга механизација да биде технички исправна и опремена со пропишаните средства за почетно гасење на пожари. Во случај на опасност од настанување или веќе настанат пожар, граѓанинот е должен да ја отстрани опасноста, односно да го изгасне пожарот, а доколку не е тоа во можност, веднаш да извести територијалната противпожарна единица на бесплатниот телефонски број 193 или полицијата на телефонот 192. Казната за палење оган на јавна површина изнесува 200 евра. Ако во стамбена зграда има повеќе од 2 сопственици на посебни делови и повеќе од 8 посебни делови, сопствениците на посебните делови може да определат со стамбената зграда да управува управител. Одлуката за определување на управител е донесена кога за неа гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови. Кои се права и обврски ги има управителот, а кои станарите ги дознаваме од прилогот што следи.
Секоја стамбена зграда мора да има изберена управителна стамбена зграда која работи согласно Законот за домување и представува следење и спроведување на одлуки донесени на собирна собственици, застапување во правниот промет и во постапки пред надлежни органи се со цел за функционирање, одржување и зачувување на заеднички делови на таа стамбена зграда. Според член 18 од Закон за домување, за да може една стамбена зграда да назначи управител, потребно е да има најмалку 8 посебни делови и најмалку 2 собственика на тие посебни делови. Значи, откако ќе се склучи договор за управувачки услуги, ние работиме согласно Закон за домување. Според Закон за домување, секоја стамбена зграда треба да има 2 сметки. Едната сметка е сметка за тековно одржување, односно фонд за редовно одржување, а другата сметка е резервен фонд или така наречено инвестиционен фонд на стамбената зграда. Најчесто поставувани прашања во врска со управување на стамбени згради е дали сите станари треба да плаќаат. Со оглед на тоа да има станари кои се сопственици, но живеат во странство, Александар вели дека согласно Законот за домување, кога ќе се потпишат над 51% од станарите, имаат законска обврска сите станари, сопственици во таа стамбена зграда да плаќаат месечен надомест на фирмата управител, без разлика дали живеат или не живеат во таа стамбена зграда. При тоа постојат и голем број на предности на управување со стамбени згради, додава тој. Веќе имаме реализирано такви проекти. Значи, тука спаѓаат замена на сијалични места, поставуваме сензор плафонерки со LED сијалици, молирисување на заеднички делови, замена на врати, на прозорци, значи се што е потребно за нормално функционирање на една стамбена зграда. Пошто бидејќи имаме многу постари стамбени згради, што многу време ништо не е вложувано во нив, сега ние всушност ги заменуваме тие стари работи со нови. Секој станар склучува договор со фирмата управител на 2 години со автоматско продолжување. Станарите имаат можност, доколку се незадоволни од самото работење на избраната фирма управител, со подпис од над 51% од станарите, да може да го раскина договорот. Предност во однос на управување со стамбени згради е тоа што, пример, станарите имаат посебна сметка за резервен фонд. Тој резервен фонд служи, значи, за некоја инвестиција во таа стамбена зграда, за разлика од претходно каде што имаме згради стари по 30-40 години, кои се пред распаѓање и немаат никакви средства за реновирање. Со тоа што би било голем товар сега за станарите да дават по големи парични средства за да се реновира таа стамбена зграда. Крива Паланка заедно со неколку други градови од земјава и годинава е дел од организација на Баскерфест 2016, првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во земјава. Кривопаланчани вчера вечер има можност во центарот на градот да уживаат и да се забавуваат со изведбите на бројни акробати и бакер артисти од повеќе земји од светот. Четврта година поред од најмалите до највозрастните кривопаланчани се забавуваат со изведбите под отворено небо на артистите од уличниот фестивал Баскерфест 2016. На централниот плоштад настапија бројни интернационални акробати, жонглери, музичари, танчери, илузионисти и магионичари. Организаторите и изведувачите импресионирани од атмосферата која ја состава публиката во Крива Паланка. Не ми е прв пат во Крива Паланка, бевме прошлата година, а иначе Баскерфестов јас сум веќе 7 години активно во организација и во Паланка ни се свиѓа баш тоа што енергијата е убава, градот е чист и има, значи не е само да поминеш време, него присуството на луѓето тука е многу со позитивна енергија. Good people, nice food. The festival is a lot of different kind of acts. Very talented people from all around the world, like from Brazil to Argentina to Denmark, to have this culture of street entertainment. I think it's a nice way to show it to the Macedonian people. Караванот на уличниот театар во земјава започна на 10 јуни во главниот град, пошто минува низ неколку градови. За здравјето на Александар и Мартина Додевски на 1 јули во Центарот за култура Трајко Прокупиев ќе се одржи голем хуманитарен концерт во организација на Оливера Трајковска и Сдруженијето Крепост, каде ќе пеат големи и познати музички ѕвезди од Македонија.
Големи и познати музички звезди од Македонија во организација на Оливера Трајковска и Сдруженијето Крепост ке пеат за здравието на Александар и Мартина Додевски на 1 јули во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Двете деца боледуваат од цироза на црниот дроб и за нивното лекување се потребни 100.000 евра. Во битката за болеста досега помогнаа многумина, а со хуманитарен концерт свој допринос ке дадат и Андријана Јаневска, Дарко Тодоровски, Александар Богдановски, Мартинијан Кириловски и Мија Војадиновиќ, заедно со Dance Team Fusion. Билетите ке чинат 120 денари, а парите ке бидат донирани на сметката на семејството Додевски. За помош за лекување на децата отворени се и телефони за донација. 5 нови инвестиции кои ќе отворат нови работни места, најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на обраќањето на 25 годишната конференција на Унијата на млади сили. Ни требаат уште нови работни места, ни требаат и повисоки плати и стандард, ни треба нов напредок и ново намалување на невработеноста. Економскиот тим на владата работи силно на ова, порача председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Рудникот Иловица по повеќе годишна поддршка од владата стартува со инвестиција од половина милијарда евра. Меѓународниот конзорциум Евромакс Ресурс, која има концесијата за рудникот Иловица, која во минатиот период вршеше испитувања на теренот, не само што донесе конечна одлука, туку обезбеди и финансирање и ги завршува подготвителните работи за огромна инвестиција за отворање на самиот рудник, инвестиција од некаде половина милијарда евра во повеќе години. Исто така многу значајна е одлуката на италијанскиот Технокозе кој во Бунарџи ќе гради трета своја фабрика. Повеќе завршената втора нивното производство трикратно се зголеми од 5 на 15 милиони евра, а со третиот објект уште повеќе ќе го зголемат производството и извозот. Италијанската компанија Технокозе ќе отпочне со градба на својот трет погон, односно третата фаза, трета фабрика на нови 5000 метри квадратни во зоната Бунарџи, при што ќе отвори нови работни места. Инвестирањето на трета фабрика од страна на уште една компанија е уште една потврда за добрата бизнис клима во Македонија и одличната соработка на бизнис тимот на владата со странските инвеститори. Покрај ова Груевски од економскиот тим на владата бил информирани за инвестиција од 2 милиони евра во Охридско, која ќе донесе нови 100 работни места во погон за металуршката индустрија, кој треба да стартува со работа до крајот на годинава. Покрај овие има и две германски инвестиции. Кеслер, кој е меѓу првите странски инвеститори од електромашинската индустрија во Македонија, ќе отворат производствен погон во технолошката зона Скопје 1. Втората германска инвестиција од областа на информатичката технологија, која има донесено интерна одлука да инвестира во капацитет за развој на софтвер, при што планираат тоа да прерасне во нивен регионален центар. Инвестицијата ќе донесе 100 нови вработувања, за што ќе вложат 2,6 милиони евра во период од 3 години. Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за уште една субвенција, трета поред наменета за оризопроизводителите. Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за уште една субвенција, трета поред, наменета за оризопроизводителите. Имено оние земјоделци кои имаат пријавено земјоделско земјиште до 2 хектари ќе добијат по 5 денари за предаден килограм оризова арпа кај откупувачите. Земјоделците кои поседуваат од 2 до 10 хектари ќе добијат по 4 денари за килограм предадена арпа кај откупувачите, додека земјоделците кои поседуваат над 10 хектари земјоделско земјиште на кој одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм предадена на оризова арпа кај откупувачите. Ова на оризопроизводителите од општина Чешиново Облешово им го соопшти заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Оваа мерка, како што појасни, ќе важи од 1 до 31 јули оваа година. Од наредната недела Костадиновски најави одржување на трибини во повеќе населени места во општините од истокот каде што се одгледува ориз, со единствена цел преку укажувањата на земјоделски стручњаци да се произведуваат квалитетни и доходовни сорти на ориз. Протести во Лондон против Брекзит. Парламентарни избори во Шпанија во поплавите во Западна Вирџинија загинале 24 луѓе. Бројот на жртвите на торнадото во Кина се зголеми на 99. Најмалку 14 загинати во терористички напад во Сомалија.
Поддржувачи на европската интеграција излегоа на улиците на Лондон на протест против излегувањето на Велика Британија од Европската унија. Илјадници демонстранти побараа властите да ги разгледаат резултатите од референдумот. Тие поминаа низ централните улици на британската престолнина со знамиња на Европската унија и слогани за поддршка на членството на Велика Британија во заедницата. Кон демонстрантите се приклучија и учесници во парадата на сексуалните малцинства, пренесува днес. Во меѓувреме беше организирана и онлайн петиција која ги повикува британските парламентарци да размислуваат за спроведување на нов референдум за членство во Европската унија. Досега под неа се потпишале повеќе од 2,2 милиони луѓе. Според законот, за да биде разгледана петицијата во парламентот, потребни се 100.000 потписи на писмено. Полицијата пак во Велика Британија истражува како написите одете се од Европската унија. Крај на полските штетници завршиле повратите на голем број луѓе како очигледна манифестација на нацизам кој произлегува од резултатите на референдумот за членството на земјата во Европската унија, пишува Daily Mail. Во Шпанија денеска се одржуваат парламентарни избори, само 6 месеци од претходните, со цел да се овозможи формирање нова влада. Повторените избори се обид да се надмине политичката криза предизвикана од гласањето во декември, кога ниту една партија не доби доволно гласови сама да формира влада, ниту успеа да формира коалиција до истекот на рокот 2 мај. Најмногу гласови на парламентарните избори на 20 декември минатата година освои Народната партија, но не доволно за мнозинство од 176 пратеници во долниот дом на парламентот. Тоа беше најлош изборен резултат за партијата во последните 26 години. Лидерот на Народната партија Маријано Рахој призна дека нема доволно поддршка од ривалските партии да формира малцинска влада и коалиција и одби да биде мандатар. Изборите се одржуваат во моментот кога граѓаните се незадоволни поради повисоката стапка на невработеност, политичката корупција и мерките за штедење, а посебно поради намалените расходи за здравството и образованието. Во најголемата поплава која ја погодила американската сојузна држава Западна Вирџинија во последните повеќе од 100 години загинаа најмалку 24 лица, а председателот Барак Обама прогласи состојба на елементарна непогода и нареди да се упати сојузна помош за населението на трите окрузи кои најтешко настрадале, а таа се состои во изградба на привремени објекти за сместување, поправки на уништените објекти и инфраструктура, како и други програми. Во четвртокот во планинските делови на Западна Вирџинија наврнале околу 25 сантиметри дожд, што предизвикало порои кои се слиле во низините и предизвикале катастрофални штети. Во еден ден во Западна Вирџинија напаѓала четвртина од годишните врнежи, па е надминат рекордот на водостојот на реката Елк уште од 1888 година. Вонредна состојба е прогласена во 44 од 55 окрузи на оваа сојузна држава, а околу 32.000 жители останале без снабдување со електрична енергија. Бројот на загинатите при торнадото што го погоди градот Јанчен и други делови на источната кинеска провинција Џиангсу на 23 јуни се зголеми на 99 лица. Агенција Ксинхуа објави дека 846 жители се повредени, а околу 1500 биле принудени да ги напуштат своите домови. Спасувачката операција уште не е завршена и има опасност бројот на жртвите да се зголеми. Во голем број населени места е прекината струјата. Ураганот, придружен со дождови и град, во четвртокот погоди некои области на провинцијата Џиангсу. Според очевидци, ветерот превртувал автомобили, кршал дрвја и уривал покриви. На државното првенство по велосипедизам за друмско возење кое денеска стартуваше во Куманово, а на него учествуваат вкупно 10 екипи од Македонија. Стартот на трката беше на плоштадот во Куманово, а ке се вози до Крива Паланка и назад. Најдобрите ке се стекнат со титулата државен првак на Македонија во друмско возење. 10 екипи ќе се надпреваруваат во сениорска, јуниорска, кадетска, мастерс и женска конкуренција. Генералниот секретар на Федерацијата на Македонија Сашо Ванчевски е задоволен од одзивот на надпреварувачите. Оваа трка, ова е државно првенство на Македонија во друмски велосипедизам. Традиционално повеќе од 15 на години се организира во град Куманово под организација техничка на велосипедскиот клуб Велоем од Куманово, поддржано од Сојуз на спортови на општина Куманово, општина Куманово, секако и од нашата федерација, поддржано и од Велосипедска федерација на Македонија. Првиот човек на Велоем, Маријан Петровски, очекува интересно на преварување, а на крајот нека победат најдобрите. Тука ќе земат сите екипи што се регистрирани во Велосипедската федерација на Македонија, значи негде околу точно се 10 екипи, распоредени во категории сениори, јуниори, кадети, мастерс и ќе има и категорија
жени. Најаката категорија сеньори ќе се надпреварува Куманово, Крива Паланка, Куманово. Поред нив ќе возат и јуниорите и мастерс на таа дистанца, а на дистанцата до Куманово, Страцин, Куманово ќе возат кадетите и жени. Ова е значајна велосипедска трка, зашто победникот на оваа трка од овие категории се здобива со титула државен prvак на Македонија, која автоматски неговите бодови се префрлуваат на светската ранг листа за Европ тур. Гледаме дека доста е спарно. Сметате ли дека овие временски услови може малку да влијаат за квалитетот вкупен на оваа трка? Да, ова е велосипедски спорт, значи ние возиме во сите услови, дали ќе биде спарно, дали ќе дува ветер, дали ќе биде дождливо време, значи ние возиме. Велосипедистите после 10-тиот километри од стартот и 10-тиот километар пред целта ќе се снабдуваат со течности, со храна и затоа мислам дека нема да има проблеми што е спарно време, бидејќи ова велосипедски спорт, ние сме навикнати велосипедистите да возиме во сите временски услови. За победниците и новите шампиони на Македонија во друмско возење подготвуваме поопширен извештај во вестите во 20 часот. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. Вчера се одиграа првите осминафинални надпревари на Европското првенство во фудбал, а пласман во четвртфиналето изборија Полска, Велс и Португалија. Феноменалниот кошаркар на Кливленд ќе предводи селекцијата на Соединетите Американски држави на Олимписките игри во Бразил. Фудбалерот на ПСВ Джефри Брума е пред преселба во германскиот Бундеслигаш Волсбург. Првиот надпревар донесе многу возбудување, а се сретнаа селекциите на Швајцарија и Полска. Во регуларниот дел мечот заврши 1:1. Во првото полувреме пољаците искористија шансата и победаа со голот на Блашчиковски во 38-та минута. Меѓутоа во продолжението швајцарците заиграа многу подобро, притиснаа кон голот и наградата стигна со евроголот на Шакири во 82-та минута. Воедно овој погодок е најбавиот во досегашниот тек на правенството. Навистина голема мајсторија на швајцарскиот ас. По 90 минути следуваше продолжение, но и тогаш немаше победник, а по изведувањето на пенали пољаците имаа повеќе нерви и се пласираа во четвртфиналето. Во вториот напревар на двете островски селекции, Велс иако не прикажа игра на вообичаеното ниво, сепак со автоголот на Мекаули во 75-та минута оствари пласа во четвртфиналето, што представува голем успех на оваа генерација предводена од Герет Бейл. Во последниот меч од осминафиналната рунда во дербито се сретнаа Португалија и Хрватска. Двете селекции одиграа тврд напревар, а португалците имаа повеќе среќа и се пласираа во следната фаза. Клучниот момент се случи во продолжението во 170-та минута, кога Кварезма го постигна единствениот гол. Па така во четвртфиналето ќе се сретнат Полска, Португалија и Велс со победникот на преорот Белгија, Унгарија. Кајри Ирвинг потврди дека ќе игра за САД на Олимписките игри во Бразил. Ирвинг ќе ја предводи селекцијата, кои најверојатно уште ќе ја сочинуваат бековите Клей Томпсон, Джими Батлер, Кайл Лаури, Демар Дерозан, потоа крилните играчи Кевин Дурент, Кармело Ентони, Пол Џорџ, Дремон Гринт и Харисон Барнс и центрите Демаркус Казинс и Денадре Џордан. Американците триумфира на последните две олимпијади во Пекинг и Лондон, а беа и светски шампиони во Турција и Шпанија. Сите овие титули САД ги освои под водство на селекторот Мајк Крижевски, кој ќе биде на клупата и во Бразил. Олимписките игри ќе се одржат од 5 до 21 август. Одличниот холандски дефанзивец од редовите на ПСВ Еиндховен Джефри Брума веројатно својата кариера ќе продолжи во Германија. Тој со своите добри игри сезонова го привлече вниманието на бројни европски великани. Меѓутоа, најконкретен тим за него е Волсбург, кој е подготвен да плати 15 милиони евра за ангажман и трансферот е близко до конечна реализација. Тој претходно во кариерата настапуваше за Челси, а во Бундеслигата ги бранеше боите уште на Хамбургер. Какво ќе биде времето во македонскиот североисток да погледнеме од временската прогноза.
Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Имајте пријатен ден.